Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Со мене и со Мухич, а еве ја темата за која ќе дискутираме. По долго време пораки, слушање пораки, ете најновите беа од интервјуто на италијанскиот амбасадор Палминтери на емисијата Европат во рамки на телевизија 24, каде што изјави тој дека не постои правна или политичка гаранција дека Бугарија нема да ја блокира Македонија во ЕУ преговорите, па се до еве неодамнешната изјава на францускиот амбасадор Лери Голер, кој вели дека гаранции за членство нема, но јасен пат има преку уставните измени, потврдувајќи дека само уставните измени се таа виза која ја крева рампата за да се тргне на патот, кој е пак со сите оние задачи, пречки кои треба да се исполнат, а тоа се кластерите, односно сите оние реформи кои треба да се спроведат. По толку велам еве конкретни изјави од нивна страна дека нема никакви промени, нема илузија, не може да се менува, односно да немаме ние илузии дека може да се менува преговарачката рамка и така натаму. Слушнавме вчера од претседателот на владата Мицковски изјава дека владата нема да прифати уставни измени под услови кои директно го засегаат македонскиот идентитет, а без јасна предвидливост и конечен исход на процесот. Ете, значи, конечно, слушнавме и јасен став од наша страна, став кој е упатен до ЕУ, став кој е упатен до граѓаните, и тоа е во ред. Тоа што го дискутираме и долго време, да имаме конкретни позиции, да имаме консензус по одредени прашања, каде сме, што сме и така натаму. Но оној втор дел кој пак е дискутабилен е тоа што премиерот вели дека ако треба ќе чекаме децении. Сега тоа е тој дискутабилен момент кој отвори многу прашања дополнителни, а тоа е токму чекањето. Од една страна, во ред имаме став, не прифаќаме, и сеедно, сето тоа што тој вели тука, што добива македонската заедница во Бугарија, да се види, јасни заклучоци од страна на Европскиот совет и слично, односно дека нема намера да влегува во каква било авантура која повторно ќе одведе земјата во некое друго политичко мочуриште, во кое исто така претходно политичко мочуриште ја довеле тие некакви марионети кои се лажат ако мислат дека ќе направат нешто повторно додека е тој премиер, и сето тоа е во ред како став, дали тоа дека еве имаме гаранции по однос на одредениите процеси, македонска заедница во Бугарија, порака до Европскиот совет, јасни заклучоци, па потоа се, но оној велам момент, особено што претходно вели ние ќе се бориме, а потоа тоа ние ќе се бориме, ако треба ќе чекаме и децении. Некако се контрадикторни, што всушност токму поднос, вели политики кои директно влијаат врз нашиот идентитет и слично. Одлично веламете и ова една умирувачка интонација, дека нема загрозување на идентитетот и слично. И вели се што не нуди предвидливост или јасен крај на тој процес. Но токму, значи, сега предвидливоста, патот и евентуално барем некаков крај кој може да се насети, некако го немаме во ова негово второ дека ќе чекаме, и тоа особено со децении. Сме подготвени да чекаме. Меѓутоа, што значи тоа? Дали затоа велам токму и заради ова се јавија бурни реакции како од опозицијата, дека станува збор за изолација и така натаму. Но прашањето е, велам, токму тој дел подготвени сме да чекаме и со децении. Дали тоа значи дека ние верно ќе чекаме и понатаму на таа ЕУ,
и дека од нив зависи дали ќе чекаме 10, 20, 30, колку веќе децении, или помалку, месец, 2, 3, 5. И при тоа, ние нема да правиме ништо до тогаш, ќе чекаме само на нив. Тоа некако од една страна звучи како да чекате нешто, не знам, човекот, жената на својот живот, и велите ќе чекам јас со децении, а тој или таа може да си се омажи, ожени за други, така натаму, и потоа веќе воопшто и да не е заинтересирана за вас. Тоа е едната варијанта. А вие сте чекале и чекате. Тоа во ред е, ако тие ни кажат чекајте не, ќе се отвориме ние за вас и така натаму, и тоа ние го правиме. Но, значи, прво токму околу таа предвидливост или непредвидливост за која укажува премиерот, дали имаме гаранција ако чекаме дека и ќе дочекаме. Особено ако верно чекаме и само нив ги чекаме. Второ, дали е добро да се чека или во исто време и треба да се прави нешто, односно со други зборови, дали да се чека тие сами да не пронајдат, да им текне кога ќе ни го прекинат чекањето, или да одиме ние во пресрет. Токму како и по оние животни правила, љубовта не се чека, туку се бара, работа исто не се чека, туку се бара, леб не се чека, туку се меси и така натаму. Така да, третиот момент уште останува на тоа, чекање, ако се тие подготвени да чекаат, во ред ние може да ги разбереме дека можат да чекаат, особено и со тие плати и така натаму, па и столетија, ако би можеле физиолошки, животно да го преживеат тоа, не би имале пречки финансиски и така натаму. Но дали можеме ние? Сега тоа е втор момент, пак тоа може да биде навистина и позитивно. Ако вели премиерот подготвени сме и десетлетија, тоа значи дека сме навистина подготвени. Ако може да чекаме, ние десетлетија чекавме досега. И еве, живи сме, колку сме задоволни под стрес, убиства и така натаму, како резултат на тие општествени состојби, е друга работа, но некако се уште еве функционираме. И ако премиерот вели дека сме подготвени да чекаме уште десетлетија, па тогаш тоа значи дека сме навистина подготвени во добра форма, па се поставува и прашањето, а зошто ви чекале? Чекате некого кој ви треба. Ако може да чекате некого со десетлетија, па тогаш не ви ни треба. Што па да го чекаме тогаш? Значи можеме и сами. И тогаш ова што вели опозицијата во изолација и слично, па што има паметен, умен човек, сам си го организира денот, си го распоредува, но и способен. Чекаат тие кои немаат друго, па чекаат во ред. Така што ако сме способни да чекаме десетлетија, зошто би чекале? Тогаш значи сме способни да функционираме и сами. А конечно, ако чекаме за сепак да отидеме некаде, па зошто да чекаме десетлетија, тогаш, како што и стои во темата, па наместо чекаме така, може би подобро да бараме чаре некое друго. Затоа што во ред ставот кој е кажан е став, велам, по конкретно по долго време, на крајот на краиштата и отстапувањето на должност, така да кажам, на оваа влада, имаме конкретен став дека нема прифаќање додека нема јасна предвидливост и конечен исход на процесот. Што значи топката е сега во ЕУ терен. Но тој момент чекаме некако ја прави таа вакуум варијанта во која само да седиме да чекаме, можеме ли сами, или да си најдеме кој друго чаре, а тие ако се јават утре, ако сме слободни во ред, ако се омажиле, ожениле, ние тие, ништо, пропуштена прилика, па што да правиме? Или може би за добро, никогаш не се знае што е за добро, што е за лошо. Сме нашле подобра прилика и готово, кои не условувале. Така да тука е таа дилема околу, за да не се гледаат работите чисто веднаш црно на бело или црно-бело, односно шокантно сега дали е изолација или не е.
во ред конкретен став е во кој на крајот на криштата со право се изнесува, како што велиете, премиерот, додека е тој премиер, услов за промената на уставот нема да биде исполнет и токму тоа вели е политика која влијае, односно го зачувува идентитетот и слично. Апсолутно, особено ако е аргументацијата заштита на идентитетот и слично, заштита на државата е над сите други аргументи, така да не постои никаков договор или варијанта која би била подобра ако го загрозува идентитетот и државата, ако го загрозува самото ткиво. Дури и тие онколошки терапии се од немајкаде, значи канцерот го нападнал организмот, па е таа хемотерапија или која е, напаѓа и здраво и болно, за можеби да се спаси здравото. Но секоја друга во нормални околности варијанта која би била против вас самите, јасно дека е неповолна. Но тој втор момент е, значи, што правиме понатаму? Да чекаме ли само? Особено што владата не е за чекање. Мислам, намената не е за чекање, туку да работи нешто. А и ако чека, некој тактизирање, но да се чека уште па со десетлетија. Ајде вие да не чекате, 60 91 924 925, кој ни е прв, што мислите за оваа перспектива на патот, различно е гледање на работите. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, се слушаме. Шо ще слушам? Кажете, да, ве слушам. Вака сега. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Премиера се убаво кажува во интерес на држава, на граѓаните, за стабилна држава, за развиена држава, се труде, се да работе и се работе со дела. Неговие домашните изданици ЕЗЛИС. Од 1991 се територијална поделба, фирми, задруги, се уништија. Се, не ги гајле, заедно со судиите, судиките се поставија, организираа се убаво, дури откажаа се од јазик, од историја, се. Сами се биле одиле да се пазаруват и да подпишуват. Па дури председател подпиша. Зашо ли? Затоа што се збогатија да не биде некој на власт, бака, да не се земе богатството, да не лежат по затвори со како предавници, вака се откажаа се. И дури у судовите заедно поставија од ДУИ, терористи од 2001, не можеја, не и успеа да делат Македонија. И таму донесеат и двојазичност, и тоа го уведеа. И тоа се загрозија ги народот и граѓаните малцинства, сите ги загрозија, за да може само да не мири да има и делби на Македонија. Кој учествувал во тие преговори? Сами се биле. Желби на бугрите. Македонштината, тоа го бараше Румен Радев. Се откажување. Како може тоа да биде некој учесник, предавник, да подпише, да гласа, и Стево Пендаровски таму учесник, да гласа некој, разбираш, уставни изменик. Тие што барат, треба сите кривично да и се пресуде на каменик моси. И граѓани, и пратеници, и ДУИ и ЕЗЕС. Тоа е предавство, веле предавство вршат. Само спас. Тоа е на ни. Ништо друго. Спас. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден, почитан родител. Поздрав до вас, да, повелете, благодарам. Па сите ово што го слушнавме и вие вака во најава што не информиравте, така да кажем, ова е уште една потврда дека со нашава татковина, заедничка држава, Македонија, владее само еден човек, диктатор. Ова е потврда на диктаторско размислување. Дали ме разбирате? Кој му дава за право? Или меѓу другото рече ДПМН, од момент, значи во име на ДПМН, другиве граѓани, па како? Типичен диктаторско размислување. Почитам водителу, гласно прашувам, обрна внимание он на македонска
радио, телевизија, национална, на втора програма, она деца на природа, што беше прикажано, како го веат албанското знамето со голема Албанија, да го чуеме дали има реакција за тоа, почитал водителу, тоа кај нас перманентно си трае така, на перфиден начин, он го голта тоа, со ДПМН го голта. Друго, ова председател што е за лица овие со попреченост и инвалид, па го слушав јадникот денес на конференција за печат. Што све не им редуцирале државава, блата на тие помагатели не им давале, на негователки, од 6 сата им сманиле на 2 сати на тие што помагаат како физички лица, ме разбирате? И пазете колку интелигентен човек. Вика, ова сега анкета во ДПМН што ја изнесе. Ние сме 9600 души. Еден од нас вика праша дали ќе гласаме за анкетава, ќе кажеме позитивно. Такова ни ја направи државата, овој диктатор што го имаме. Благодарам и пријатно. Благодарам, ве поздравувам, до слушање, повелете, добар ден. Добар ден, господине Мухит. Да, вие повелете. Поздрав до гледачите и до вас. Ви благодарам, повелете. Во однос на договорите подпишани за добрососедство, покажаа дека наместо добрососедство се роди уште поголема омраз. И тоа е факт. Не побит. Меѓутоа, ајде ние вака како земја Македонија мултикултурна да се запрашаме дали ние сите заедно овде што живееме сме за Европска унија. Мислам, го имаме стандардо во сите сфери, да речеме во здравство, дали имаме правда, дали имаме образование, дали мито, корупција, во последно време убиства неразрешени, да не спомнувам уназад модуларни болници, сите тие работи што се предолго влекува. Прво, дали ние имаме правна држава? Без правна држава, господине Мухич, Да. нема во Европска унија. И не е тука проблем дали ние сега сме за добрососедство, за недобрососедство, за ова, за името или сте. Првин да видиме, значи, вие успеавте вие сте добар релативизатор на работите. Може би тоа би била втора професија ако ја изгубите ова. Да не ги релативизираме работите. Значи, вие споменавте некој дечко чека некој дел. Добро, истече времето. И тоа е релативно да се изгуби или не. Знаете, тоа се... Кој има професија, во смисла, ако има на вистина, ако не е по оваа онаа релација ставен без да има нешто да понуди, може и да изгуби. Вака, седно, може само да смени, да речеме. Но останува... по однос на ова релативизирањето, особено пак денеска, мислам дека нема воопшто релативизирање. Чиста, затоа и кажав, дури и црно-бело. Релативизирањето, тактизирањето и така натаму е она што беше до изјавата на премиерот по однос на ова прашање, што сме го дискутирале многу пати. Постојано од ЕУ, од нивни представници, посети и така натаму, ајде, дури не само ајде, туку морате да го направите тоа. А од наша страна релативизирање, затоа ако велам било релативизирање, повеќе било пренесување на релативизирањето, а не дека јас сум релативизирал. Да имав ја некое влијание, досега може би ќе бевме или нема да бевме сосема, или ќе бевме на друга страна, но ќе имавме чиста ситуација. А вака јас го коментирам релативизирањето. Како што сега во оваа емисија ја коментирав чистата позиција, црно-бело. По толку време имаме конкретен став сега од премиерот.
А тоа е тој, ете, што го знаете и кој го кажав, а тоа е дека додека не се понуди предвидливост и јасен крај на процесот, односно, како што кажав, ете, односно премиерот како што кажа, нема прифаќање на уставни измени под услови кои директно го засегаат македонскиот идентитет, а без јасна предвидливост и конечен исход на процесот. Тука колку сака човек да релативизира, не може да го релативизира. Јас затоа кажав, еве и повторувам по пети пат. Црно на бело, јасен став, конкретен. И за уште помалку да се отргнам од можноста за релативизирање, многу здраво, конкретно прашав, но што со тоа, подготвени сме да чекаме со децении. Во рекол, ставот е тој, топката е на ЕУ. Нема, нека мислат тие сега, нема релативизирање. И да сакате, не може да го релативизирате. Кажано име нив. И тие треба да одговорат сега. Туку што правиме со тоа, ние сме подготвени да чекаме десетлетија. Да чекаме, да, тоа што кажав, дали ќе не земат или нема да не земат. Или ова е нашата работа, ова е нашата понуда и ние си го живееме животот на наш начин. И ја имаме слободата, не сме обврзани. Да, тоа што, ете, истече времето, па не ми го кажавте, таа алузија која јас ја спомнав. Се чекаат еден друг партнери, што и да е, денеска не се само мажи и жена, гледате. Поентата е, кога влегле во таа заедница, ги имаат и тие обврски, права и обврски. Но ако не влегле во заедница, секој си ја има слободата, си го живее животот. А политичарите не ја имаат само слободата, туку обврската. Не е само слобода, затоа што во релација партнерска може да имате ситуација, ке чека мажот или жената, партнерот се едно, ке го чека другиот и тоа му е животна определба. Но тоа е негова работа на негова сметка. Тука е на сметка на државата. И позицијата влада е, треба да работи нешто. Обврска нема. Не влегла, не влегуваме по тие услови, сменете. Не менуваме ЕУ. Добро, немаме ништо. Ако смените ваше мислење, еве ви, ние ви кажавме што имаме да кажеме, ние ќе си бркаме наша работа. Мора нешто да живееме, мора нешто да правиме. И ќе работиме на развивање на економија, на добрососедски односи, на секакви други сојузи кои ќе бидат во интерес наш. Тоа е она, значи, не релативизирање, туку конкретизирање на перспективата. Сега кога имаме јасен став. Се едно, значи, дали станува за премиер, дали станува за директор на компанија, некоја кој дал одговор таму до него. Кажете им на тие комитенти додека се тие условите на нивните производи не прифаќаме ние. Довидување. Ајде да видиме други понуди кои имаме. А овој нуди вака, овој нуди така и фирмата, предпријатието работи понатаму. Па овие ако се премислат, нека се јават. Директоре, ве бараат овие, ќе спуштат цена. Да видиме. Не, ни одговара сега со овие, добро работиме веќе. Благодариме. Пропаднаа тие веќе, не ни се во интерес. Сега имаме многу подобри опции овде. Или прифаќаме супер. Нема ништо релативно. Се е само конкретно. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, повелете. Поздрав и што до тебе. Благодарам, повелете, да, се слушаме. Овие анкети дали се лажни, ќе се уверат на следните избори. Така беа и претходните анкети. А и стварно испаднаа лажни. Поголема катастрофа доживеа на изборите него анкетите што предвидуваа. Па да не испадне и ова вака сега лажни се, па малце поголем дебакал да доживеат. Ќе причекаме до следните избори. А ова прашање уопште не е прашање за дискусија за мене во оваа емисија. Тоа е абсолвирано прашање. Што би рекол гувернерот, добро? Не само и гувернерот, и премиерот, и 20% од граѓаните, значи. И кога Мисковски не го кажува прв пат ова само го повторува по 201 пат. И кога беше во опозиција беше овој став, и го поддржаа граѓаните, и кога стана премиер, истиот став го кажа, и сега само го повтори за тие што не разбираат. Позади него не стои Мисковски, стои
народот, кога ќе сватат ја луѓево, не ми е јасно. Ако мислите дека можете да завршите работа, соберете се, ставете ги бугарите во уставот. Ние 25% не сакаме. Имаме право на тоа. Не сакаме до 45-та да подпишеме дека сме биле бугари. Не сакаме да подпишеме Гоце Делчев дека бил бугарин. Бугарите 150 години чекаа да се роди некој како Заев, за да си ја завршат работата. Ако треба и ние ќе чекаме 150 години, за да влеземе во таа Европска унија. Сме живеели до сега без Европска унија, ќе живееме и од сега. А с која таа Европска сега, што нема да знае кај е глата? Седи што американците кои ќе ги напуштат, кој ќе помага во Украина. Допрва ќе биде циркусот таму. Значи толку е јасно зашто диктатура, каква диктатура. Еве анкетите кажуваат, сите заедно немаат колку ВМРО и колку Мицковски. Така, благодарам. Но ова што велите апсолвирано или јасно било кажано или зборувано претходно, може би, но еве имавме ситуации, да речеме, токму она што беше со одложено дејство. Подготвени сме, а кој е одложено дејство? Не гледам дека беше конкретно. Или безбројните изјави, ако ги спроведеме уставните измени, кој ни гарантира дека нема пак за 3, за 5, 6 месеци. Значи, еве, ајде, токму премиерот, да ги спроведеме, да ги направиме и кој ни гарантира. Гаранцијата беше проблемот. Не беше конкретно, не правиме. Па сега неодамна беше ова со да видиме да ќе се произнесеме како ќе се развива ова без право на глас. Па овие од ЕУ тогаш одговорија да не си правиме ние илузии. Мислам, ние воопшто тоа не беше наше, на крајот на криштата тука апсолутно ние и како држава и како влада, не само дека не беше идеја, туку реално, барем мојата перцепција е крајно и предпазливо и резервирано реагираше владата, односно премиерот, затоа што потекна сето тоа од претседателот Вучич, од Рама, од Албанија и така натаму. И таа теза дека сите до 26-7 и така натаму, па тогаш имаше изјава од премиерот, но не со тоа да повторува тој не, ние остануваме на ова нема. Туку кажа, видиме да разгледаме, без право на глас, пак ќе се изјасниме. Така да не сум сигурен дека постојано биле децидни, но добро и да се и да биле, еве сега пак со ова изјава за која дискутираме, затоа мислам сепак дека можеби е добро што е ставена темата, затоа што ова е најјасната, би рекол. Еве, има можеби некои на кои не им било јасно досега, одложено дејство, па без право на глас, па да направиме уставни измени, но гаранции немаме. Ова е најјасната сега и ќе чекаме со децени. И спорот, мислам, нема спорно што ви кажале политичарите во тоа што не знам фамилија, брат или кој сопружник е на тоа место. Но во секој случај нема ништо спорно во изјавата, во ставот. Ставот е став. Или не е прашање да го дискутираме сега, тоа е друго сега, а што ќе правиме ние. Но прашањето е во ова второто, чекањето. Дали тоа што им даваме нив на ЕУ, конкретно, може би и нив не им било јасно. До сега доаѓале и овој италијанскиот амбасадор Палминтери и францускиот. Еве, сега конкретно веќе, барем да не се ни оптоваруваат ни изјави, не мора да даваат, еве им. Ако дадат, нека дадат нешто конкретно. Туку, што да правиме, ние тогаш дали ќе чекаме, ќе се организираме тука, можеме ли сами, ќе бараме ли друго чаре, тоа е, велам, вториот момент, инаку особено, кажав, ако е поднос на заштита на идентитетот, како што вели премиерот, односно се дека секоја постапка во насока на уставните измени е всушност против идентитетот. Повелете, добар ден, да не должам, ајде. Добар ден. Повелете, имаме ли некого? Ало? Да, се слушаме, повелете.
Исо, дали може малку да скратиш? Ајде, добро. цело време- Темата е чувствителна и добро, бе разбирам. Прифаќам. Ама може ли ова цело време ти зборуваш? Прифаќам, во ред. Ајде, повелете вие и одиме до крај. Ајде, бека работа. Зборуваш, тепа јади гомна. Ете, одлично. Веројатно сте ме помешале со некој околу вашето окружување, самиот лично вас, што најчесто го правите, па онака, сакате да споделите. Но добро, продолжете, правете го тоа е она што во ваше име, со ваша појавност си го правите и што без релативизирање многу јасно можете на мира сега да продолжите да си го правите. А еве да слушнеме кој ни е следен. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па видите како искажуваме патриотизмот. Сакам да те прашам нешто исто. Да, кажете. Вие имате ли бенефициран стаж? Не. Ако немате, подхитно да се донесе закон таво да се прати во собрание, пошто со кого све имате работа, вие треба како рударите на година 6 месеци бенефициран стаж да добиете. Па систематски на година има како зголемен ризик, но Да, ама треба на највисока стапка, на година за 6 месеци. Се согласувам. Така. Пошто гледајќи ја работата и состојбата со кого со сите нас имате работа, така да треба да го имате истиот статус како рударите. Видете, ние се наоѓаме, како викато, ни на небо, ни на земја. Вака, да се чека на ЕУ или да се бара чаре. Па видете, чаре се бараше кога клечеше дотичниот господин премиер, кога клечеше на колена и кога речеше повторно Македонија ваша и повторно горди, да сме, еве, горди сме. И сега, ако треба, вика, ќе чекаме со децени да ова. Па дотичниот господине премиере и овие сите патриоти што трчкат околу него, сендвичарите и сокчарите, да им кажам вака. Ако не сака уопште да преговара, нека го даде тој зборот нека го даде што го ветуваше. Ке го вратам името. Не можете вие под северџанско име, како што се нарекувате, Република Северна или Северџани какова, да класкате тука и да нас другите не ставате да тапкаме уместо. Него, господине премиере, со си инветил на 500 и кусур илјади, не знам, гласачи, да си го вратиш името, да си го понишиш през Панскиот договор, да си ги поништиш документацијата, да си вратиш све како што беше Република Македонија и да ставиш на гласање на избори. Тогаш и јас ќе ти пружам рака, а не вака да ги лаже, да го лаже фактички народот. Толку убав ден. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Почитан водител. Да, кажете, повелете. Немам само два збора. Немам намера да реплицирам на испрани мозоци, него само едно подсетување. Прво го поздравам претходниот соговорник, точно го кажа она што испраните мозоци го заборавија. Дотичниот сегашен премиер па цело време трувеше на глас дека ќе го врати името и ќе ги поништи овие документи. Што понатаму? Што сега да повторува? Кој што прифати од тоа? Почитан водител. Второ, овој предпредходниот, знаете кој е тој? Тој е анкетиран. Анкетиране, нели ова како се вика Market Vision или Туќанче Vision. Тој е еден од тие анкетирани. Ме разбирате што на таков начин ви се обрати и вас, и на аудиториумот, и на нас. Јасно. Почитан водител, па со такви луѓе ние имаме соживот. Со такви луѓе ние ќе имаме разбирање дека татковија не ни ја бидуа, ни ја распадна овој диктаторов, ни ја распадна буквално, почитан водителу. И сега оној таму со испран мозок ќе сте заборави, лепа, видете како беше, човеку, дали си ти при свезбе, што дискутираш?
Да се работи за судбината на нашите внуци, на нашата иднина, за нашата иднина. Што сите ве стаи во джеп, нека продолжи така. Што има вакви анкети, нека ве радуваат. Опростете ве молам, али ова веќе не се издржува. Благодарам, да. Поздравно. Примитивци има секаде, особено оние кои се хранат и уживаат во правење такви гнасоти. Колку се погнасни, толку си се... Тоа е карактеристика на гнасните работи, што, впрочем, тоа е намената нивна да служи на целта. И ги има секаде, и под закрила на некои, гледате, не знам, верски издруженија и слично, потоа хуманитарни, како и да е, политички, не е битно. Потоа излегува, што излегува се убиства и така натаму. Но по однос, затоа велам, не треба да се дискутира тоа го има секаде, но треба да надвладе на другото. Еве, ако сме заедно со сите вас со кои коректно комуницираме, независно од тоа кој што како мисли по однос на одредени општествено-политички случувања. Премиерот, помеѓу другото, во контекст на изјавата, ако не се лажам, направи алузија, што би кажала соговорничката, релативизирање. Да, ќе биде да има и подобри од мене кои релативизираат, затоа што не сум забележал дека релативизирам. Илустрирам, може би, а не релативизирам, илустрации давам. Па ете, во тој контекст премиерот спомна илустрации за да се разбере полесно, да се долови некоја ситуација од некоја позиција на лична, некоја состојба или искуство. За слон, дека имаме слон кој, ете, тие кои го се едно слон, се алудира на тој слон во стакларски дуќан, кој прави штета. И дотолку повеќе е прашањето како тој слон да се исфрли тогаш, односно се едно да се исфрли или да се средат работите да не прави штета. Затоа велам, состојбата одлично би била ако ни е таква да можеме да чекаме. Затоа, ако е таква, не ни треба ни никој. Ни ЕУ, па никако ви да е друг сојуз. Но ако имаме слон кој уште прави штета, и тоа само што така стои па допира и крши, а камоли уште ако почне да шета, да мрда, што правиме тогаш? Така да, затоа се едно, треба да се направат работи како тој слон да се стави под контрола, да не прави штета, да се ние стабилизираме, организираме, да видиме што ќе правиме. Не велам, значи, ниту ЕУ, ниту што и да е друго, особено не ако е цена во корист на своја штета. Повелете. Ало, Добар ден, повелете. се слушаме. Се слушаме одлично, повелете. Види, каква коинциденција анкета се прави, меѓу време се избегува, јавно се каже дека нема да прифатат условите за промена на устав и тие работи. Као прво не му верувам на анкетата воопшто, бидејќи Апла е, ја гледав, многу Апла, значи Апла избегал, скрос многу. Не може бе ти, вториот позади тебе само со 6 или 7, дали толку имаше. А он со 25 имаше така. Добро. Не е битно така. А кој е вториот или добро? Не е битно, ајде, не знам за вториот кој беше, не беше Венко, некој друг беше се. Да, па затоа и прашав, велам, да, колку е... Дали од овие рамковни беше... Колку отстапува за да сме од дома. Да. Значи, забеганост. Една работа, не му верувам и од друг разлог. Значи, каде е 27 април 2017 година, кај се тие да ги пуштат на слобода? Ветуваше тамо нешто. Ај, друго, мање више, ајде се меша у меѓународни води тука, да речеме со промена на име поново да го врати. Ама ова е внатрешно прашање. Зашто ќути? Што е работа со него? За ранковниот исто така не кажува ништо во врска со тој болонска комисија или како беше таа у вези Артан Груби која викаше, абе кој ве стриже, вика, не пеете на радио. Ја како ќе кажам, така ќе биде. Нема тука реакции никакви, значи, али
Вика дека ќе чекаме со милениум. Јас Добро, децении сега. да, јас сакам да кажам дека јас сум против Европа, ама ти не лажи, не дриблај. Така, благодарам. Но, добро, како подготвеност на истрајност, може би, подготвени сме да чекаме и децении. Но затоа велам, како позиција, зошто би чекал на некого? Едноставно, тоа е, сакате вака или не сакате и готово. Особено велам кога тука не станува збор за емоција, за што и да е. Затоа и кажав, тоа во некоја врска релација, па некој го чека. Во, не знам, економија, во бизнис, во политика и така натаму, да чекате некого во таа смисла. А што, му давате уште до знаење, кај тој не сака да попушти, кај уште па е, ние верно ќе ве чекаме. Таа смисла, велам, ги отвораме прашањата чисто да правиме нешто, да се посветиме на нас себе си, на самите нас. А тие нека мислат, па нека одговорат, па нека понудат, па ние ќе размислуваме, после нека чекаат на нас да им одговориме, да преиспитаме понудата и така натаму. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Па вака сега, ние чекаме. Турција чека 30 и неколку години. Меѓу Турција сега една меѓу најекономските развиена земја во Европа и кај што владее правото и правдата. А нашиве политичари, криминалци чека само да на Европа да некој кредит да прата, тамо да земат задлъжно да ја да унишат Македонија. Значи, ние кои сте имале вистински патриоти и вистинска власт, ако власт сте имали до сега, ние нашите проблеми се ги решавале, криминалот, економијата, не она што беше све изградено за време за СФР го отиде во рацете на Мијалков, на Груевски, на Љупчо Ѓорѓиевски, на Залавенски, на Заев и така натака. Отиде во рацете, што чекаме ние, што да чекаме ние и како што рече претходниот. Ја гласот јавно го дадов за и ветувањето, што цела Европа го знае тоа како Мицкоски доби, зошто доби од гласачите, дека ќе го вратит името Република Македонија, оставното име, дека ќе раскинет тој преспански договор, дека ќе раскинет договорите со Бугарија, дека ќе апси тие дуи богаташите, од СДСМ сите дури негови, дека ќе го промени законот за да не застарува делата. Од тоа ништо нема, значи и Европа тоа го знаеше. И Европа тоа го знаеше дека ние луѓето бараме тоа, македонците тоа го бараме. Мицкоски само ни го вети и најголем лаж, најголем преварант испадна на цела македонска нација и нека и се на често оние што го поддржаваат уште како не се срамат, како не им е тоа, како да кажа, некако стажно, машно да и превари лидерот нивни и ти уште да го поддржаваат. Па анкети, таму анкетите не се важно, вистината е важна, стварност тоа не се случува во Македонија. Криминал, убиство секој ден и државата отиде до крај на... Благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав сум. Благодарам, повелете. Вака, не сум за Европска унија, едноставно, убаво кажа и Зоран Милановиќ, која беше председателкава наша кај во Хрватска на посета. Вика, се може и без ЕУ, едноставно, без разлика, еве што се и Хрватска и Словенија во Европска унија, еве Србија не е, па и Хрватска и Словенија имаат проблеми со горивото, Србија нема. Значи, не можеме ние да се надеваме на ЕУ и све и на НАТО. Треба и ние да си се оправиме внатрешно, значи. А јас лично, искрено, не сум за Европска унија и не сакам да се влезе во Европска унија. Нека си тера државата собствено, самоволно, како до сега, така од сега, со подобрување. За Европска унија, јас, тоа е моје лично мислење, не сакам никого да навредам, ниту наметнувам, тоа е моје лично мислење, не. Убаво каже и Зоран Милановиќ на крајот, они се во Европска унија. Значи, кога ни вика некој дека од таму може и без нив, значи има нешто. Ја не знам, ама сигурно има нешто. Убаво кажа човекот. Поздрав, да не задржувам. Поздрав до вас и до телевизија. Поздрав до вас, повелете од друга прилика, јасно, конкретно, без заобиколувања, релативизирања. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Ало, добар ден. Поздрав, да, ете вие темата. Вие ли ја, не знам, навестивте или да... Ајде, повелете. Не, јас уште сабања ја видов, уште синека, нокетка ја видов ја темата, ти кажам. Па добро, па ете, забележавте, зошто не била, очекувавте да биде, еве, ајде, нека биде. Да. Не, ја, пазете, мене ми изненади, мислам дека Слободна Европска тоа ќе биде топ тема, таква изјава,
е многу лошо да се даде во овој момент кога ние сме сите страни срдисани. Дали ме Па разбирате? добро, топ тема, затоа и топ вака дебати имаме, гледате секакви. Гледате се вака. Ајде да не размислуваме Тензични, со мозокот на пензионерите, да размислуваме со мозокот на младиве до 20 години. Што они кажуваат за нивната иднина? 70 и кусур посто својата иднина ја гледаат на запад, да избегаат од државата. Тога зашто разговараме ние овдека сами да тераме? Па ние ако можеме сами да тераме, немаше да дојдеме до ова дереже. Гледате ли дека кај нас нема ден да не пукне некоја афера како се краде? И тоа од функционерите што крадат. Тие што треба да ја водат државата, што се колнат на честност. Погледнете, што ќе развиваме земјоделие, кога министерот за земјоделие го блокираше, на земјоделците им го блокира ИПАРДот и сега не знаат кога ќе се ослободат 128 милиона евра за земјоделците. Хајде кажете ми што, како ќе тераме? Сами да тераме. Што да тераме кога секој месец одиме само се задолжуваме, пари зимаме, а младите секој месец си одат? Дали е нормално по тебе, Мисо, од толку стручни лица што ги имаме, што сме ги школувале во странство, да поставиме презентер на вести за професор на факултет? Ајде кажи ми. А толку имаме студенти што дипломирале на Харвард, Марвард, ваму таму, а ние поставуваме за професор човек презентер на вести на телевизија. И сега какво образование им гарантирате вие на младите луѓе? Знаете за кого зборам? Се слушнале 100%. Вашата колешка од една телевизија. Така, ви благодарам, поздрав. Повелете, добар ден. Добар ден. Исо, добар ден. Да, повелете. Извини, не навреди Джандаров, пензионерите не немале памет. Абе, јас па од Джандар, па мозок, да фала... Добро, да не навредуваме. Ама Јас не, реков, види, темата не е напаѓа тензична, но пензионерите. колку можеме да со ладна глава. Така ли е? Молам, да, повелете. Ама не може да вреđаш пензионерите. Пензионерите си одработиле поштено и сега што си одработиле Ма си јасно и зима. заслужено. А добро, и тој, ако не се лажам, во таа група. Он ќе не учи Джан, кој му беше министер Фрчковски, што краде долари, си зима, од таму од државната каса си зима и еве го става шмркач син да го замени у ЕД. И што сега со тие младите што ќе научат? Абе, ВМРО силно, држава силна е. Мисковски има поверење го избрава. И тоа со Меджити и Димитриевски, паметни луѓе, најздрави, ќе водат државата, малку трпение. Ја ви гарантирам, оти све ќе си дое само да го среди судството. Мисковски, знаеш што прават со Меджити и со Димитриевски. Бидете спокојни, Македонија има перспектива. Само ние храбро да види што не прават, сите не кодошат. Без со кодоши кај можеш да идеш напред. Не, одма иде. Или че нека се смири малку, ќе види дека самиот ќе избега после. Ќе го избркаат СД. Еве го Шилегов излегува. Види кај забегал. Нема подршка. Мицковски ќе издржат со коалицијата и подршка имаат голема и то. Кој ќе греши нема милост према никого Мицковски. Поздрав да биде. Благодарам, поздрав. До вас повелете, добар ден. Ке има ли коалицијата вреди пак поддршка на... Или на крај сме веќе, да. Токму тоа ете спомна гледачот, соговорникот. Не е проблемет едно е во реди анкета и така натаму, друго е тоа е статистика, друго е на лице место, ќе види, може биде уште поизразена анкетата, како и да е во, мислам, и повеќе од тоа што предвидел. Може да е помалку. Но по однос на ставот, јасниот став нема без јасна предвидливост. Значи, велам, пораката е пратена во ЕУ, нека се изјаснат тие. Но, ние ќе чекаме, тоа зависиме од нивниот одговор. Како ќе реагира коалицијата на ова? Јас би сакал да видам тука и солидарност, нешто што одамна е заборавено од некои кој знае кои времиња и така натаму, и поддршка меѓусебна и слично. Сплотеност, се она што би било во насока на токму сочувување, одбрана и на идентитетот и на државните интереси.
Но можеме ли да сметаме на тоа? Затоа велам, треба да се држи темпо, да се има динамика. За да може да си го дозволи човек и комодитетот и да не прави ништо и да почека малку на некои работи. Но треба да се стигне до тоа. Ви благодарам, ние стигнавме до крајот, имајте пријатно попладне и секако ќе дискутираме за ова и повеќе. А до тогаш останете со Централниот дневник на телевизија 24 во 17 часот. Довидување.